Почитувани граѓани, начело на државата имаме премиер кој е трајно неспособен. И тоа го потврдува, како што кажа и од Министерството за одбрана воената евиденција. Освен тоа што Ковачевски е дезертер, тој е и лажго. Прашањето е кога ја лажеше јавноста? Кога вели дека е трајно неспособен поради медицинска евиденција пред 20 години или кога вели дека дезертирал затоа што учел факултет? Еве ги фактите. Вчера и дезертерот Ковачевски призна дека тој бил трајно неспособен поради медицински операции. Тој кажа, цитирам: "Никогаш не сум избегнувал, ниту бегал од одговорноста за служење на воениот рок. Се злоупотребува последователна хируршка интервенција од пред 20 години. Но пред само 6 месеци, на прашањето дали служел воен рок, тој кажа дека не служел, затоа што бил на студии. А кога завршил со студирањето, повеќе немало обврска за служење војска. Еве што кажа тогаш. Прашањето е, кога ја лажеше јавноста? Тогаш кога кажуваше дека не служел војска затоа што студирал, или сега кога вели дека е трајно неспособен? Имено дека премиерот дезертер Ковачевски е неспособен, потврдија и од Министерството за одбрана, кој го потврдија документот, објавен на социјалните мрежи, од кој јасно се чита дека премиерот е трајно неспособен. Едно е јасно, дека дезертерот Ковачевски треба веднаш да си даде оставка од премиерската позиција, затоа што е трајно неспособен да ја извршува функцијата премиер. Трајната неспособност не може да се отклони. Последиците од истата може само да се влошуваат. Ова е втор председател на СДС кој е неспособен. Првиот беше Заев. И едниот и другиот се штета за Македонија. Ви благодарам на вниманието.